Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Се тресеше гората во СДСМ, се роди глуша. Цел еден месец Зоран Заев, СДСМ и сите нивни сателити ги малтретираа граѓаните, дека СДСМ ќе го зафаќала метлата, ќе го реформирали така натака, а всушност деспотот Заев си го реизбра истиот извршен одбор. Старо-новиот извршен одбор на Зоран Заев во СДСМ од дури 16 назначени членови, 10 се истите од претходниот пат. Очигледно е дека Зоран Заев во овој театар кој им го приреди на членовите наместо метла, одговорност и реформи, направи простор за да си ја зацврсти позицијата председател на партијата, односно да не биде сменет за сите погрешни политики кои што ги води и одговорноста која што ја бара членството од него. Во глобала се е исто во СДСМ, само Кирацовски го нема. На местото на Кирацовски назначен е најнеспособниот министер за земјоделие кој изминативе 2 години плукна на маката на земјоделците. Во старо-новиот извршен одбор на СДСМ остана и најнеуспешните градоначалници како што се Петре Шилегов, Благој Бочварски и Стефан Богоев, градоначалници кои со прст немаат мрднато изминативе година и пол за нивните општини и за граѓаните кои што живеат во нив. Всушност, затоа и тројцата ја губат поддршката од граѓаните, а тоа се види на последните избори каде што добија огромен шамар од граѓаните и им се намали поддршката и довербата. Зоран Заев во старо-новиот извршен одбор го остави најнеспособниот министер за финансии во историјата на Република Македонија, тоа е Драган Тевдовски, кој ги подготви најголемите буџети во историјата, ги крена даноците и акцизите, ги осиромаши граѓаните, потроши дури 10 милиарди евра за 2 години, а нема ниту еден единствен проект и резултат кој што може да го видат и да имаат било каков бенефит граѓаните од него. Тука се и Фросина Ременски, која е единствената пратеничка која подготвува закони за да може нејзиниот маж да исполни критериуми за одредени позиции, а Заев за своето неработење награди и Рената Десковска, инаку актуелната министерка за правда, која претходно го накази образованието, а сега сака само да му одработи закон со кој што подоцна ќе се заштити самото СДСМ и Зоран Заев од понатамошни гонења. Есра Салихи, Ѓоко Танасковски, Кети Василевска, Нина Велкова, Коста Костадинов, почитувани се истите луѓе кои претходно беа во извршниот одбор на СДСМ и раководеа со СДСМ. Почитувани, Зоран Заев е готов. Тој само се обидува да си го задржи своето место во партијата каде што ја губи поддршката помеѓу членството. После овој театар, кој што го подготви каде што ги остави само неговите лојални војници во рамките на органите на партијата, јасно е дека се подготвува и му следи пораз на наредните избори. Ќе биде поразен на наредните избори кога и да се случат. Сите овие луѓе кои што ги набројав се истите кои претходно го водеа СДСМ и сите овие луѓе се заслужни за крахот на Република Македонија и одложувањето на датумот за преговори кој што сепак не знаеме кога ќе го добиеме. При ваква реконструкција во партијата веќе е јасно каква ќе биде реконструкцијата во владата. Од лошо по лошо, почитувани. Зоран Заев мора што побрзо си замине од владата и да ги ослободи граѓаните од неговата неспособност. Благодарам.